Ние не треба да сме подобри од нив. Ние не треба да сме просечни. Ние мора да сме најдобри, историски најдобри од осамостојувањето од таа 91 година до денеска. Затоа што се плашам дека повеќе ќе немаме можности грешките да ги коригираме во иднина. Затоа, драги кумановчани, драги пријатели, идната влада која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ мора да биде историски најдобра, мора да биде историски најдобра. И ние мора да се обврземе пред нашите сограѓани дека целата оваа апатија, разочараност, демотивираност ќе исчезна. Ќе понудиме решенија кои што не ветувам дека ќе ги решат сите проблеми. Тоа е невозможно, никој не може да ги реши сите проблеми. Но можам да ветам многу работа и само работа и онаа Черчиловата максима дека потребни ни се крв, пот и солзи за да успееме. А јас ви ветувам дека заедно ние ќе успееме. Па колку и да имаме такви кои што ќе го негираат, колку и да имаме такви кои што ќе снимаат, преснимуваат, ќе гледаат и ќе прегледуваат, колку и да имаме такви кои ќе му слугуваат на Зоран Заев, ќе му слугуваат овде во Куманово на Максо, ќе му слугуваат на Оливер Спасовски, јас ви ветувам дека завршија тие денови. Доаѓа обновата за Македонија, а со обновата доаѓаат и подобри времења, и подобро утре, и подобро и подостоинствено време за сите нас. Потребна ни е оваа навигација. Потребно ни е да учиме од нашите сограѓани, потребно ни е да слушнеме и тоа што можеби сме го правили и ние во минатото, а што било погрешно, да го исправиме. Тоа е вистински предизвик кога само критиката вас ќе ве наведе на вистинскиот пат. Да учиме од нашите грешки, но истовремено да се обидеме, да дадеме се од себе, мораме да дадеме се од себе грешките на СДСМ, грешките на Зоран Заев да ги коригираме. Затоа што има грешки кои што лесно се коригираат, но има грешки кои што многу потешко ќе ги коригираме од тоа што и тие самите мислат. Лесно е Зоран Заев да излезе на пресконференција и да каже реформите, така наречените реформи во даночниот систем, кои што беа поврзани со новите даноци, не го дадоа посакуваниот ефект и затоа ние ќе го одложиме решението. Ова не е политика купи ден продај. Ова не е политика која што се води пред избори, за да се обидат да ги изманипулираат гласачите, да се обидат да ја изманипулираат волјата на граѓаните. Нас ни се потребни луѓе кои што цврсто газат на нозе. Нас ни се потребни луѓе кои што знаат како да подготват стратегија. Нас ни се потребни луѓе кои што имаат принципи, кои што имаат факти, кои што имаат аргументи. Ние не можеме да си играме со грешките наши, а потоа да излеземе на пресконференција и да кажеме се извинуваме, погрешивме. Ова не е детска игра. Ова се сериозни времења каде што се потребни сериозни луѓе. Нас ни се потребни луѓе кои што знаат каква стратегија да направат. Ја користам оваа прилика, еве овде од Куманово, да го повикам Зоран Заев, да ја повикам владата. Прво што можат да направат е да ги вратат парите на граѓаните кои што им ги наплатија поради оваа погрешна политика изминатите 10 месеци. Тоа е барем доблесно, тоа е најмалку што можете да направите. Арачот кој што го земавте од народот, од стопанството, бидејќи самите рековте дека не го дал ефектот, дека биле погрешни, вратете го назад веднаш. Па можеби тие ќе имаат малку милост кон вас кога ќе ве следат на митинзите на телевизија. Но има политики кои што, за жал, со извинување не се решаваат. Политиката на слугување, политиката на свитка на кичма, со извини не се решава. Таму се последиците трајни, таму пече, боли во душата. И тоа го пече и го боли секој
еден македонец, секој еден граѓанин во оваа држава. Сето она понижување, омаловажување, национално уништување кои што веќе трета година ни се случуваат, ги пече и ги боли луѓето. Немој да мислите дека луѓето заборавија што направивте. Немој да мислите дека овде, во Куманово, се колневте во жицата, се колневте во најмилото. Велевте дека изгубени низ времето ќе талкате по семето и нема да го застрамите народот ваш. Дека нема да ги застрамите граѓаните. А што направивте? Направивте сосема спротивно. Ги пониживте, ги омаловаживте, распродадовте тоа што некој со години, со крв и со глава го платил. За тоа нема бегање. После изборите на 12 април нема бегање, следува одговорност, па колку и да праќате гласници да молат за милост. Ке одговарате и за арамилукот, ке одговарате и за криминалот, ке одговарате и за корупцијата, а најмногу ке одговарате затоа што национално го подведовте народот, затоа што подвиткавте кичма, затоа што одлучивте да слугувате на туги интереси. За тоа јас ви ветувам дека ќе следува одговорност. Вистината ќе дојде после 12 април, па колку и да сте конфузни во вашите изјави, те ќе имало избори, те ќе немало избори. Избори ќе има. На 3 јануари имаме техничка влада, а на 12 април 2020 победува обновата за Македонија. Ги пониживте и ги омаловаживте граѓаните на Македонија. Јас него терав со сила Зоран Заев да оди во Ресем и да ветува за гарантиран откуп за земјоделците, повисоки субвенции. Самиот одеше и лажеше. Јас него терав Зоран Заев и Љупчо Николовски 2016 да појдат во Кочани, во Ризари, во Зрновци, во Чешиново, во Облешево и да ветуваат за гарантирани цени за оризовата арпа и за ориз од 25-50 денари. Тој тоа го правеше, колемичеше за гласови, ги гледаше луѓето во очи, исто како што сега повторно ќе отиде и ќе ги гледа во очи и ќе ветува се и се што уште безсмртност не ветил, друго се ветил. Јас него терав Зоран Заев доди по Тиквешијата да им ветува на кавадарчани, на неготинчани, на луѓето од Демиркапија, од Росоман, дека ќе имаат повисоки откупни цени за гројзето, за праските, за кајсиите, за гарантиран откуп, повисоки субвенции. Јас него терав, тоа тој го правеше. Пред избори ги лажеше луѓето, ги гледаше во очи и ги лажеше. Исто како што сега повторно ќе прави. Ќе оди, ќе ветува се и се што и ќе лаже за да ги сочува привилегиите. Зошто му се важни привилегиите? Затоа што знае дека после 12 април следува одговорност, бега од одговорност, знае колку криминал, колку арамилук, колку понижување, колку срам донел во оваа држава. Затоа ќе лаже, без скрупули ќе лаже и ќе шета по плоштадите, по улиците, ќе ветува се и се што. Ќе го слушнете повторно оној примитивизам мало сутра, познат од Прилеп што го кажуваш. Тоа е нивото. Дали ќе биде мало сутра или поинаку, подготви се за долга политичка пензија после 12 април 2020. Подготви се за одговорност и ти, и тие околу тебе. Никој од нас не го тераше Зоран Заев да ветува студентски градови. Гаранција младинска, за гарантирана иднина. Никој не го тераше да ги реди оние чевли пред владата во таа 2015-2016 да ветува дека носел живот, дека ќе ги враќа луѓето назад во Македонија. Самиот тој тоа го ветуваше. Ги гледаше луѓето во очи, си подигруваше
со човечката судбина, со неправдите за Смилковско. Си играше со неправдите за Мартин Јанушев, за Мартин Нешковски. Ги лажеше луѓето, ги гледаше во очи и ги лажеше. И викаше дека он ја знаел вистината. Не. Он е само принцот на лагата и манипулацијата за тие пусти фотели и за тие пусти привилегии. Ништо друго не го интересира. Важно му е да раѓаат плантажите со марихуана. Ако е можно, што побрзо таа марихуана да ја извезе од Македонија, да заработи некој милион на грбот на граѓаните. Важно му е како некој тендер плюс да добијат луѓе блиски или дел од неговото семејство. Важно е камионите во рек Битола да копаат. Важно е багерите на патот Радове и Струмица да врват, а што се однесува до другите патишта и автопатишта нема ништо. Него е важно провизиите да летаат. Тоа е основната цел денеска на раководството на СДСМ, предводено од Зоран Заев. Колку повеќе арамилук, колку повеќе грабај, за да после 12 април има бегај. Таа е политиката која што денеска е секојдневие грабај, а после 12 април 2020 година бегај. Нема каде да се криете. Правдата ќе стигне. Никој од нас не го тераше Зоран Заев 2016-та да шета по бизнисмените и да им ветува подобра бизнис клима, подршка. А денеска го гледаме како трни застани, те ќе ги зголеми, те ќе ги намали даноците. Па ние му велевме, немој ова да го правиш, не ја уништувај свесно економијата, така ја уништуваш Македонија. Луѓето ќе избегаат од оваа држава, ќе се иселат и тоа малку што ќе остане, ќе не може да го сервисира целото стопанство. И денеска го гледаме како шета и како вели погрешивме, но не целосно. Сега ми се потребни гласови за овие избори, па затоа и ќе се извинам, нема проблем. Ама потоа во 2023-та повторно истиот репресивен данок, повторно истата чизма ќе ве гази. Ние ветуваме дека во првите 100 дена нема да го одложиме. Туку ќе го вратиме рамниот данок и истиот ќе го намалиме за да може стопанството да дише, да вработува луѓе и да нуди перспектива за младите и за оние на кои што таа перспектива им е потребна. Ние не го теравме на докторите да им ветува 100.000 денари просек плата, да ветува реновирани клинички центри, да ветува реформи во здравството, а да доносе помор. Денеска редици се чекаат пред амбасадите, а луѓето кои што тамо чекаат се медицински лица, доктори, медицински персонал. Во градовите нема специјалисти. Пола Македонија нема гинеколози. Нема специјалисти затоа што луѓето си отидоа. За елементарна здравствена услуга се патува по 100 и повеќе километри. Ете таа реформа ја донесе Зоран Заев. Кажете ми една болница која што реновираше. Кажете ми еден кревет кој што го направи. Но затоа пак не заборави да не убедува и да нуди бизниси по Европа за новиот клинички центар од 500 милиони евра кредит кој што вие ќе треба да го плаќате, а провизиите они ќе ги делат меѓу себе. Тоа не заборави да го направи. Ветуваше реформи во образованието. Ги гледаше луѓето и ги лажеше. Велеше дека ќе сме имале европско реформирано образование. Ветуваше дека професорите ќе давале квалитетна наука. Дека високото образование ќе имало еден универзитет во првите 500 на Шангајската листа. Видете денеска што се случува, ни во први 3000 немаме. Во први 3000 немаме. Училишта ни се затвараат затоа што нема ученици, затоа што си отидоа со нивните родители во тугина. Помалку
Имаме ученици во средното образование, паралелките ни се затварат, шајка немаат за дената, а камоли па да зборуваме нешто повеќе. Но затоа пак ќе слушнете како ќе се градел трамвај во Скопје од 100 милиони евра кредит, ама не бил трамвај, туку тој бил трамвај на гуми, на тркава. До кога ќе се слушаат овакви екзибиции, овакви недоследности? Јас ќе ви дадам одговор. 12 април, браќа и сестри, драги кунановчани, 12 април, лето Господово 2020 е денот кога треба да им ставиме заеднички крај на овие политички измамници, политички неранимајковци. Доаѓа казната и доаѓа правдината назад во Македонија. А потоа не чека работа, не чека масовна работа. Мора да бидеме најдобри. Не смееме да бидеме просечни. Не смееме да бидеме подобри од нив. Секако ќе бидеме подобри. Запаметете го ова. Заедно, сите, мора да бидеме најдобри. Од историјата во 91 до денеска. Тоа е она за кое што ние ќе се бориме. Последниот столб, кој што е многу важен од нашата програма за следните предвремени парламентарни избори, кои што секаде го споменувам, покрај враќање на владењето на правото, но не само декларативно, туку и оперативно, со мерки, со политики, враќање назад на македонизмот. Македонизмот не како привилегија само на македонскиот народ, туку македонизмот како дел од секој граѓанин во оваа држава. Сите тука сме се родиле, сите тука сме тагувале, сме се радувале. И најмалку што и должиме, овој пат да си го поставиме прашањето што можеме ние за неа да направиме, а не што може таа да направи за нас. Македонија е нашата татковина и мора да се избориме да ја вратиме незината гордост, достоинство, честност и честито заедно. Не ни треба ниту антиквизација, уште помалку ни треба севернизација на нашата држава. Нас ни треба враќање на македонизмот, враќање на Македонија во македонците. Тоа е она кое што нас ни треба и за тоа ние ќе се бориме. Македонизација во Македонија, кај македонскиот народ и кај сите граѓани на Република Македонија. Ке се гледаме повторно во деновите кои што следат, во месеците кои што следат, со нашите активности. Може би ке ви станеме издолевни. Јас сум свесен апсолутно за предизвиците кои што се пред нас. Месеци не делат и нема запирање. Мора масовна мобилизација на граѓаните, на народот во Македонија, заедно со коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН. Затоа што нас не ни е потребна обична победа. Нас ни е потребна победа која што ќе спречи било каков постизборен инженеринг. Ќе ни е потребна победа која што ќе ни даде комоција да бидеме најдобри, историски најдобри во политиките што ќе ги водиме. Таква победа нас ни е важна. Затоа ве молам, од срце ве молам, да се мобилизираме, да го пренесеме ехото на плоштадите, на улиците, кај нашите соседи, кај нашите колеги роднини, дека доаѓа обновата на Македонија. После 12 април лето Господово 2020 победува обновата на Македонија, победува народот заедно со коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Заедно, драги кумановчани, да го поразиме овој трул систем кој што не притиска.
Сите тие кои што ви викаа дека не можете, неа говорат вистината. Тие се жртви на пропагандата на СДСМ и Зоран Заев. Можете, можеме, знаете, знаеме, умеете и умееме да победиме заеднички на 12 април 2020. Да сте ми здрави и живи, да ни е вековита нашата мила Македонија, да е вековито и вечно Куманово. Ви благодарам од срце.